Почитувани, јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција Еден телевизија. Предпоставувам веќе ги навикнавте и ги научивте програмските шеми на Еден ТВ, а според тоа, секој петок, предпоставувам, знаете дека јас сум домаќин на отвореното студио. Содржините, гостите ги избираме заедно со сите колеги кои работат овде, а во Еден телевизија навистина владае позитивна атмосфера и јас верувам и убедена сум дека дел од таа позитивна енергија секако ќе ви ја пренесам и на вас преку екраните. Првите половина час обично од овој дел од отвореното студио го користиме за настаните кои сметаме дека заслужуваат малку повеќе време од она што ќе го добијат во вестите. И сега веднаш ќе ја најавам, овде до мене е колешката Гордана Дувњак, уредник на информативната програма на Еден ТВ, но од вчера има и друга функција, председател на Судско-медиумскиот совет. Гордана, честитки. Благодарам, да се враќа за убаво и добар ден, Јадрика. Вака сега, ајде да објасниме од каде дојде таа иницијатива за ваков еден совет и што е неговата функција. Да, многу ме напрашуваат деновиве и со право. Значи, Судско-медиумскиот совет е резултат на 2-годишните напори и работа макотрпна на Американската амбасада, Сдруженијето на суди на Македонија и новинарите, кои на неколку работилници ја осознаа потребата од формирање на едно судско-медиумско тело, кое што ќе има советодавен карактер и ќе се обиде значи да воспостави добра соработка помеѓу овие две професии. Да има поголемо разбирање. Поголемо разбирање и за да можат секој во доменот на својата работа да не си пречат, но во исто време најпрофесионално да работат. Тоа би дошло вака, судството е како трета власт, но медиумите можеме да речеме четврта власт. Седма сила, така. Добро. Веднаш да кажеме дека ова советодавно медиумско тело на 11 септември помина на управниот одбор на Сдруженијето на суди. Вчера ја имавме првата конститутивна седница, а денеска свеченото промовирање во присуство на гости, на амбасадорот Джеймс Бейли, на министрите за правда, што е многу логично, Рената Десковска, и министерот за медиуми Роберт Поповски, каде што зборувавме за потребата и надлежностите на ова тело. Уште на почеток да кажам дека ова тело брои 21 член, од кој што 11 се разбира медиумите и многу джентлменски судиите ни препуштија првиот председател да биде од редот на новинарите. На моје големо задоволство тоа беше заедничка одлука, некако истовремена, бидејќи јас бев предлог на колегите новинари, а во исто време и судиите сметале дека со оглед на моето долгогодишно искуство... Ја почитуваат твојата работа, а го следиш со години судството. Така. Но ова ми е интересно, извини. Рече дека иницијативата потекнала од американскиот амбасадор Джеймс Бейли. Од американската амбасада, да, но таа процедурата траела околу 2 години. Тоа значи дека ние без потик од надвор, од меѓународни фактори, тешко можеме вака да се договориме и усогласиме. Денеска на свечената промоција во Александар Палас, јас тоа го нагласив во своето излагање, да не биде нескромно, меѓутоа дека за секоја иницијатива треба вистинско време, а изгледа дека ова е вистинското време. Ти ке се сетиш, Јадранка, бидејќи самата беше чест гостин на судовите, дека наназад 7-8 години постоеше еден страшен антагонизам на линија судство, медиуми, оправдан или неоправдан, и судиите како да има извесен гард. Па во еден период дури тоа беше чувство на нашата фела, како да се ставија на страната на посилниот, на политичарите. Да, јас се сеќавам, Гордана, кога ние протестиравме Слобода за Кежаровски.
Значи, добивме некое соопштение од судството во кое тоа ние сме правеле голем притисок со протестот. Во Македонија, во која судството на тапет беше во сите извешти и тие дојдоа дека нашиот протест е притисок врз нив. И веднаш после тоа, никаде во тоа време, се одржа една дебата, една од ретките дебати на судскиот совет, на кој што наводно требаше отворено да се зборува за тоа кој врши притисоци врз третата власт и излезе дека само медиумите вршат притисок, ниту председателите на судовите, ниту извршната власт, само медиумите. А од бомбите не излегува дека новинарите сме правеле притисок. Така. Нашиот притисок бил затоа што со маечки сме и пречале на судиката Дијана што го водеше предметот. Предлагам, има снимки од денешниот само што се вративме од настанот. Да видиме што имаме подготвено од па ќе продолжиме со разговорот. Новинарите се согласија дека навистина можеме ние да соработуваме во интерес на јавноста. Значи јавноста има право да знае што работат судиите, но и судиите најдоа потреба да кажат што ние работиме и зошто носиме баш такви одлуки. Се сеќавам на една изрека на судијата Корди кој рече дека вие треба да ги пласирате вашите одлуки во медиумите, а не они да ви ги земаат вашите ставови да ги презентираат. Вие треба да покажете проактивен пристап за да бидете први да ја пренесете пообјективно пораката. Транспарентното работење на сите државни органи, вклучувајќи го и судството, е едно од клучните придобивки на секоја демократија и принцип кој што треба да го негуваме и да придонесуваме за негово поголемо развивање. Оние кои што работат законито и честно немаат причина да ги кријат своите активности од јавноста и оттаму транспарентноста има двојна улога за промовирање на правилното работење на судиите, но исто така и еден механизам за надгледување на работата на судиите од можни грешки и девијации кои што постојат. Секако не е занемарлива ни улогата на информирањето за работата на судовите и генерално за примената на правото, како еден вид на превентивен ефект кој што го има тоа информирање со запознавање на граѓаните за нивните права, за нивните обврски и за казнивоста на одредени постапки и секако санкциите кои што тоа произлегуваат. Се враќаме во студиото повторно, Гордано, уште едно прашање во врска со овој совет. Како председател, каква агенда имаш? Како ќе бидат закажувани средбите? Дали ќе биде нешто адхок, доколку судиите се пожалат од нечие известување или како тоа го планирате? Сега ќе ви кажам, ние уште на првата конститутивна седница формиравме две комисии. Едната комисија треба да го изработи во најкус можен деловникот за работа, а втората ќе има малку потешка работа, а тоа е да направи стратегија и програма за нашите натамошни активности. Сакам да споменам дека мојот заменик е председателот на Основниот суд Скопје 2, Илир Сулемани, а во телото членуваат, значи председателите на двата најголеми суда, што е многу логично. Имаме врховен судија, судија и од градовите, од другите судови низ Републиката. Можеби треба да биде јасно нагласено дека нашата улога е советодавна, нашите одлуки ќе бидат повеќе во форма на заклучоци, препораки и про боно. Ќе ве следиме и ќе бараме од што сте направили. И една од првите работи, јас верувам, која што ќе отвориме како тема, ќе биде за начинот на известување во судниците, правилата за известување. Тоа е битно. Бидејќи досега со оние што ги добивавме, нели, писма за присуство од Врховен суд, камерите најмногу 30 секунди можеа да се задржат, судскиот совет не дозволува да биде сниман и така натаму, значи ќе има многу работа. Еве сега пробно да видиме како ќе биде оценето известувањето на колегата Игор Стефановски. Планираме, нели, во овој прв дел од отвореното студио да посветиме повеќе минути и на судскиот процес за крвавиот четврток. Режија, дали го имаме Игор на линија?
Да, Јадрнка, јас сум на линија. Игор, што се случува денеска во судскиот процес? Благодарам, денеска сведочот 6 мина сведоци. Во овие моменти се очекува продолжение на судскиот процес и да продолжи сведочењето со заменик министерот за внатрешни работи Аги Менухиев. Предходно сведоче, а новинарката и градоначалникот на Шуто Ридери Курто Дудиш. Новинарката со битно вознемирена и со сузди во очите раскажа атмосферата во законодавниот дом, рече дека откако Зоран Заев, тогашниот опозицијски лидерот на СДСМ, отворено најави дека мнозинството е тук со трпението и дека има доволно гласови за гласање за изборот за нов претседател на законодавниот дом, се чувствувала напнатно во собранието за подоцна откако председавачот на конститутивната седница во законодавниот дом Трајко Велјановски да затвори седницата, пратениците да останат во собранието и да се избере новиот претседател на законодавниот дом. Потоа новинарите биле известени за пресконференција во салата за пресконференција во законодавниот дом и оттаму од една од медиумските телевизии гледале како толпата всушност влегува внатре во законодавниот дом. Моментите новинарката што ги раскажа беа потресни. Игор, има ли нешто ново во сведочењето на новинарката? Што другите сведоци не... Да, повели. Така, јас би го извоил моментот, бидејќи таа потенцираше дека во рутата која што се движела постојано на законодавниот дом немала никаква полиција, никој не им помогнал на новинарите, исто така што ги забележала лицата со качулки дека давале насоки кој што, како и во кои моменти да насочува толпата. Спомена новинарката многу моменти за кои и ден денес чувствува страх. Игор, ме интересира како на ова сведочење реагира обвинетите? Морам да кажам дека многу прашања имаше од страна на одбраната, немаше никакви реакции додека траеше нејзиното сведочење од 1 час, но потоа поставува прашања од типот дали новинарката взима плата дали новинарката платата е единствен прилив од медиумот каде што работи, но секако ваквите прашања беа одбивани. Предпоставувам дека нивната теза беше да го пробијат овој исказ на колешката. Сведочеше ли друг после неа? Пошто спомена има повеќе сведоци. Пред неа сведочеше тогашниот пратеник Курто Дудуша, сега актуелен градоначалник на општината Шуто Ридери. Тој во неговото сведочење го изрази сомнеж дека Игор Ѓурловски давал насоки на луѓето кои биле во толпата што да прават и се сомнева исто така Курто Дудуш се сомнева дека кон него Ѓурловски пратил тројца да му се закануваат, но сепак како што потенцираше во судницата не беше сигурен дали Ѓурловски ги давал насоките, но го забележал. Сега, како што кажав и во почетокот на моето јавување, се очекува да сведочи заменик министерот за внатрешни работи Аги Менухиев, а до крајот на судскиот процес треба да сведочи Сашо Тасевски, актуелниот директор на Бирото за јавна безбедност. Ова ќе биде долг ден за Игор, кој што денеска не верувам дека ќе дојде во редакција, туку ќе биде на своето место во судница. Ќе биде интересно да се чуе сведочењето на новиот директор со оглед на тоа што имаше една од клучните улоги во спасувањето на премиерот Зоран Заев. Гордана, што стана бидејќи судскиот процес тече, но останаа недоречени некои работи околу инспиратор, организатор. Да. Тоа беше... Дали може тоа некако да се дополни понатаму во судскиот процес, бидејќи сепак не можат, не е се тоа така една група со иста улога да биде во еден настан. Значи, ако се сеќаваш Јадранка, уште во првиот момент кога републичкиот јавен обвинител Љупчо Јовевски излезе на пресконференција и соопшти колку лица се обвинети, значи 33 обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок, од кои 2 за помагање. Едно од новинарските прашања
всушност не беше едно, туку повеќе, беше што се случува со инспираторите. Така. Затоа што од структурата на обвинети може да се види дека тоа главно се лицата извршители што биле, или народски кажано тепачите во собрание. Има еден дел пратеници кои што ги отворија вратата за влез на толпата. Но битно е колку сите тие биле свесни, така, нели, или дали само неколкумина знаеле, нели, што е целта на организаторот, затоа што многумина може да ги поведе атмосферата. Така, да. Ги нема лицата во фантомките. Ги нема... Како ги нема? Па не се меѓу обвинетените. Да. Зарем не може да се открие нивниот идентитет? Па, може би може. Тоа е работа на обвинителството да направи реконструкција според начинот на кој што се облечени. Меѓутоа, јас очекувам дека овој случај нема да биде затворен тука и дека ќе имаме продолжение на овој случај и може би во догледно време и нови обвинети, затоа што сите сме свесни дека главните инспиратори ги нема на листата на обвинети. Многу ќе биде битно што ќе каже заштитниот сведок, бидејќи ќе има заштитен сведок во оваа постапка. За еден знаеме, најавен е. Она што уште од сега може да се очекува е дека ќе имаме едно маратонско, долго судење, со оглед на тоа што дека не само до крајот на годинава што се насочени судењата, туку, колку што знам, е резервиран со термини јануари. Па многу обвинети, многу сведоци. 33 обвинети, барем до сега 16 сведоци, плюс 6 денес има и во наредните денови. Значи... И така, ќе биде исто така, може би, многу интересно да се дознае што содржи телефонот на тогашниот председател на Собранието Трајко Велјановски за некакви телефонски разговори на далечина во Виена и така натаму. Тие имаат, обвинителството знае или само има индици или уште се очекува? Па јас од моите сознанија дека се уште се проверуваат. Предпоставувам и како ќе тече судскиот процес, ќе излегуваат информации, ќе се бараат конекции. Она што ќе биде многу битно е дали обвинителката Вилма Русковска ќе успее да го задржи обвинението вакво како што е за сите 33 обвинети, или ќе има потреба во текот на постапката и за преквалификација на обвиненијата за одредени лица. Така. Уште еден настан издвојувам за овој дел од отвореното студија, тоа е денешната пресконференција за топлификација. И во топлификација. А поврзана е со судството. Со судството, таму беше колегата Антонио Крстевски. Имаме снимен материјал, ако може да чуеме повеќе. Посети многу структури што викате што работеле на овој во што викате криминал. Има ли мешаност? Да можевме да ги детектираме и да имаме јасни докази дека се тие и кажува се. Како тоа да не е докази? Па видите, еве една од моќностите. Тој совет кој сега решавал за судски совет на апелација. Тој решава за 4 наши спора, од кои 2 или 3 преодлучува, значи практично првостепенот носи едно, она е преиначува пресудата, а на врховен не е преиначува. Значи, моќта на структурите е најверојатно до апелација. Према тоа, сакам да кажем дека ако вие можете, стално истиот, како делувакме, ние у апелација скоро 90% ние у еден судски совет. Пазите. Еве, што се случи у тој процес со заеми. Првостепениот суд два пати носи одлука во нашиот, образложена перфектно. Првиот пат апелациониот суд ја враќа пресудата
Во нея има образложение кое директно ја потврдува првостепената пресуда. Ние тие податоци на собрание ги покажуваме. Значи, можете да замислите до кај дојде на работа. Значи, во образложението имате потврда на првостепената пресуда, а он ја враќа. Вториот пат, пак, независно што ја враќаат, првостепениот суд си решава пак исто, им ја враќа. И тие прииначуваат. Таа е пресуда на 11 милиона евра. Тоа значи дека тие суди се... Само да завршим. Подкупени, што интерес би имале тие особи? Од кај да знам? Ама од кај да знам? Кои се судирите? Ние ги кажуваме, ние ги кажуваме фактите. Значи, пазите. Тоа е сериозно обвинување. Мислам, ние лесно може да најдеме кои се тие... Значи, нема... Не, гледайте, што е обвинување? Ние ви кажуваме факти. Значи, ние ви кажуваме два пати првостепена решава, два пати второстепена не решава. Сега, уште една работа. Вториот пат, кога ја прииначува, внатре имате лажен факт. Именно. И у првиот и у вториот пат, апелација пишува дека еден договор кој е ирелевантен за тој процес. Ние сме го подпишали. Првостепената судика ја известува дека не сме го подпишали. Во таа со која се прииначува, 70% од текстот на прииначување е за тој договор кој е ирелевантен, и таму пише пакот ние сме ја подпишали. Гордана, ова се тешки обвинувања. Многу тешки. Малку имавме проблеми со тонот. Меѓутоа, за оние што не се упатени, фирмата Топлификација вложила 6,2 милиони евра во изградбата на ТЕТО. Добро. И потоа фирмата ТЕТО преку лажен стечај сега се обидува да ги избегне обврските и вреѓањето на земите кои што сега дошла веќе до износ до 14 милиони евра и во целата таа збрка со бројки и суми и лажни стечаи се вклучуваат и судот. Така. Еднаш предметот го враќа Врховен суд и сега апелација од, како што тврди директорот, зема во предвид некаков факт кој што не е ирелевантен и лажен. И предпоставувам дека ќе бараат одговорност од судиите кои што се вклучени бидејќи во целата оваа игра, затоа што станува збор за огромни суми на пари и вклучености на банки во крајна линија и тука оштетени се и граѓаните. Ова е добра тема за сериозни новинарски истражувачки стории. Навистина е предизвик за истражувачите. Гордана, благодарам за разговорот. Мислам и ти си домаќин овде, но се државме прецизно. Сега е терминот за првите вести во 14:30. Колку што видов, колегата Александар веќе е во студиото. Тој е подготвен, вестите се подготвени. Само едно прашање до Александар. Имаме ли некоја нова ексклузивна вест во овој период додека ние пола сат разговаравме? Јадранка, токму така, време е да ги слушнеме најновите информации од земјата и светот. Не престануваат да стигаат пораките за поддршка на референдумот на 30 септември од високи светски политички фигури.